Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët emisionin pasqyra e shëndetit. Shpesh tek foshnjat e përsalindura mund të ndodhë një proces fiziologjik, siç është rikthimi i ushqimit nga stomaku në ezofag. Ndryshe, mjekët thonë që bëhet fjalë për refluksin e gastroezofagial tek fëmijët. Por kur ky proces fiziologjik mund të kalojë në një shqetësim shëndetësor? Sa duhet të shqetësohen prindërit për këtë fenomen dhe çfarë masash duhet të ndërmarrin? Kur duhet të paraqiten tek mjeku për të bërë analiza më të detajuara? Me ne në studio për të diskutuar të gjitha këto, kemi të ftuar Dr. Natasha Çuçkova Nikçevsa, specialist pediatrar, gastrolog kod Acıbadem Sistina. Dobro dojdovte. Добър вечер, добър ви найдов. Drago mi je što ste tuka денеска со нас да разговараме на една многу важна тема, која верувам дека многу од родителите се некогаш вознемирени што се случува кај моето дете кога веќе содржината од стомако се враќа кон езофагусот. Дали треба навистина да се загрижени за каков проблем станува збор? Родителите загриженоста некогаш ја базираат на вистина состојба која што треба понатаму да се проследи од страна на педиатрот. Всушност, гастроезофагиалната рефлуксна болест е кондиција што настанува кога рефлуксните епизоди прават проблем на здравието на децата. Кога рефлуксот, што е физиолошки процес, не представува проблем, односно нема кондиции што го отежнуваат и водат во хроницитет, тоа е физиолошка појава. Се јавува кај возрастни. Некаде до 90% од гастроезофагиалниот рефлукс се надминува на возраст од година дена, максимум до 18 месеци. Но во одреден процент и кај одредени дечиња тие рефлуксни епизоди знаат да направат проблеми. Тие проблеми се манифестираат со чести повраќања, поради повраќањата вознемиреност на децата, како што оди рефлуксната содржина од желудникот према езофагусот може да отиде во дишните патишта, да направи микроаспирација, да направи астматичен напад, кашлица, отити. Тие дечиња што често повраќаат не напредуваат доволно во телесна тежина, и со самото тоа имаат и калориски дефицит на градивните елементи, посебно во првите 2 до 3 години, што се многу битни, па знаат да бидат анемични, хипопротеинемични, знаат да бидат хронично болни пациенти. Така да во тие кондиции кога рефлуксот прави проблем, го нарекуваме гастроезофагиална рефлуксна болест и тогаш навистина им треба помош. Но на почетокот кај сите дечиња верувам дека се јавува овој рефлукс кој многу мина од родителите знаат да го надминуваат, детето да стои на нашето рамо, малце на грбот и потоа надминува. Так. Дали треба ова да биде нормално до 1 година, до кога и кога навистина треба да се загрижим дека треба да се јават на лекар? Тоа што вие го опишувате се оние нормални блюцкања, посебно кога децата се на мајчино млеко. И кај рефлуксот и кај другите состојби кога детенцето блюцка или пие само млеко, им советуваме на родителите после секој подој децето да биде исправено и да подригне поради аерофагијата, односно како што цица голта воздух, за да не се оптоварува гастроинтестиналниот систем, тие подои да бидат почести, а помал волумен да фаќа, за да се оневозможи од волумен повраќање и спиење на повисока положба. Обичните блюцкања се еднаш, 2 пати во тек, 3 пати во тек на денот. Ова не е обично блюцкање, ова е повраќање што го ремети квалитетот на животот на родителите и на децата. Значи почнува кога бебето веќе почнува со исхраната после 6 месеца возраст? Не, може да почне и на мала возраст. Секако, ние дечињата на мала возраст до 6 месеци и до година дена во Систина ги следиме на 1 месец. И младичните педиатри исто така ги следат често маличките бебенца и доенчиња. Во првиот месец имаме 3 контроли. Првата контрола е за да се направи адаптација после раѓањето на мајката и бебенцето во домашни услови, па се следи, нели имаме физиолошки пат во телесна тежина, дали се надокнадува тој физиолошки пат, како напредува, како актот на голтање, како актот на цицање, дали се формирале столици, дали детенцето почнува да напредува во телесна тежина. Кога забележува мајката и педијатрот дека
Не се работи за обично блудска или за физиолошка за физиолошки симптом, тогаш почнуваме да размислуваме што се може да биде причина за во дојничката возраст најчести се повреќањата. Но исто така се многу чести, некаде 80% од рефлуксната болест е поврзана со респираторни симптоми. Токму поради тоа што бебенцето не е вертикализирано, до година дена имате една релативно принудна положба, тоа цица па спие и положбата на телото доведува до често и повеќе пати рефлуктирање. Ако тие рефлуксни епизоди одат према респираторниот систем, имаме проблем, па тие дечиња свират. Имаат астма, имаат ларингоспазми, глад за воздух, имаат чести отити. Секогаш сме во координација со матичните лекари и со родителите. Не треба да хипердиагностицираме, но тамо каде што е проблем, треба да најдеме начин да им помогнеме. Да ги следите дечињата. Што ја предизвикува гастроезофагијалната рефлуксна болест? Кои се тие ризик фактори на кои родителите треба да внимаваат? Гастроезофагијалната рефлуксна болест може да биде причината од повеќе фактори и кондиции. Има еден мускул што се нарекува долен езофагијален сфинктер што се наоѓа над желудников. Всушност кај одреден тип на дечиња, тие да речеме што се прерано родени, прематурните, тие што имаат слаба мускулатура, односно хипотонија на телесна осовина, мускулот секако е послаб и развојно и од останатите деца на нивната возраст. Други кондиции што може да влијае се дебелина, поради интраабдоминалниот притисок зголемен, може би тој езофагијален сфинктер не доволно да се релаксира или често да се релаксира наместо да се затвори кога ќе биде актот на голтање. Така да масни оброци кај поголемите дечиња, оброци со цитрур кои што доведува до лачење на повеќе киселина. Значи, е многу важна во многу појавата. е битна. Не е една кондиција што може да доведе, секако има рефлукс што можеме ние педиатрите да го решиме, го градираме рефлуксот, и има рефлукс кај многу мална процент на пациенти што може само хируршки да се реши. Но пред да поминеме во третманот, да ги објасниме можеби најпрво симптомите. Кои се тие симптоми кои се појавуваат кај помалите дечиња, а кои се тие симптомите кои се појавуваат кај повозрастните? Дали има разлика? Секако дека има разлика, затоа што бебенцето не е голем човек во мало. Прво не знаеме ни да комуницираме, кај дечињата, посебно до година дена, е доминантно повреќањето и напредувањето во телесна тежина. Тие не знаат да опишат дали е кисел рефлуксот и дури кај таа возрастна група киселиот рефлукс не е застапен, тука е напротив слабо киселиот и мешаниот рефлукс. Кај повозрастната група на дечиња и кај адолесценти, ние не лекуваме пациенти до 16 и 18 години, они знаат да го опишат рефлуксот. Кажуваат дека им се враќа содржина од храната до забалото, некогаш ја прожвакуваат како несварено млеко, ги боли, ги пече, подригнуваат и така натаму. Бебињата и мали детица тоа не знаат да го опишат, но родителите гледаат дека нешто се случува невообичаено, тоа детенце повраќа. Често е вознемирено, има приспиење, една позиција што е карактеристика со свивање на главата пременана за Сандифер синдром поради рефлуктурањето и печењето на содржината во езофагусот. Вознемирени се, знаат да не спијат, знаат кога ќе повратат да имаат крв во повратените маси, знаат често да одат на ушен доктор поради честите отити. Така да ние како педиатри прво гледаме да разложиме дали е тоа физиолошки рефлукс или се работи за патолошки рефлукс. Дали често пати кога доаѓаат повозрастни деца или адолесценти кај вас на диагностика, дали тоа значи дека гастроезофагијалната рефлуксна болест не е диагностицирана до таа возраст или можеби за прв пат се јавува во таа возраст? Може да се јави и во подоцна возраци, кај возрастните може да се јави, не може да се јави кај малечки дечиња. Диагностичкиот дилема е потешка кога е во мала возраст. Токму поради суставот на храната, тие дечиња не јадат често оброци што се густи, тука јадат храна која што е прво млечна, нели, потоа се млечни каши, потечни каши.
Така да, како диагноза е многу потешка кај малите дечиња, кај повозрасните и кај адултите почесто се сомневаме затоа што и во анамнезата они ни кажуваат, не усмеруваат што да бараме. Ќе одиме за кратка пауза и потоа се враќаме со нашиот разговор. Што путаме про пак част е публицитет, ректајме пас пак. Në pjesën e dytë të emisionit dhe jemi duke folur për refluksin gastroezofageal që ndodh tek fëmijët. Me ne në studio për të diskutuar mbi këtë temë kemi të ftuar doktoresha Natasha Čučkova-Nikčevska, specijalist pediatër, gastrolog od Acibadem Sistina. Доктор Наташа, во првиот дел на емисијата кажавме кои се ризик факторите, што значи гастроезофагијална рефлуксна болест. Дојдовме до диагноза. Дали може да ни кажете колку е тешко да се диагностицира овој здравствен проблем? Дали тешко доаѓате до диагноза? Диагнозата е потешка кај помалите популација категорија на дечиња, кај повозрасните дечиња знае да биде асоцирана со хронична кашлица. Токму минатата недела имавме такви пациенти. Така да, заради микроаспирацијата на гастроезофагијалниот рефлукс доаѓа до инфламација на дишните патишта, тие дечиња имаат хронична кашлица, што пулмолозите соодветно ја диагностицираат и третираат, меѓутоа немаат доволно подобрување само со респираторна терапија. Тоа е многу карактеристично во детската возраст, некаде дока е до адлесцентната возраст. Како напредуваат, сега имаме и дечиња на 14 години што практично се висински, тежински исти како и возрастните. Кај нив може да направиме класична гастроскопија, да не предвидиме и други состојби што може да доведат до рефлукс. Кај малите дечиња, златен стандард за диагностика на рефлуксна болест е 24-часовна пехаметрија. Што значи ова диагностика? 24 Тоа е една метода како холтерот на срцето, што се однесува за срцето, овдека мери рефлуксни епизоди за 24 часа. Се става една сондичка од врвот на носот на детето до горниот езофагијален сфинктер, значи не до желудникот, но погоре. И цевчето има посебни прстени со пеха канали што ги мерат киселите рефлуксни епизоди и новата технологија импеданса се вели, односно отпорот се мери, кој што може да ги мери некиселите и слабо киселите епизоди и да одреди до која височина оди рефлуксот, колку висока и дали тој рефлукс што е најбитно за пациентите, тие рефлуксни епизоди или тие симптоми они што ги кажуваат дека може би се асоцирани со рефлукс, се навистина асоцирани со рефлукс. Дали има некаква возрастна граница од кога може да се применува ова диагностика? До 6 месеци избегнуваме да ја изведуваме таа диагноза, затоа што сепак во оваа возрастна група доаѓаат во обзир конгениталните малформации, потешки рефлуксни состојби каде што е потребна хируршка интервенција и така натаму. Кога немаме подобрување и го следиме детенцето, можеме да направиме и пехаметрија. Секако во поголемите центри кај дечиња, да речеме, со Даунов синдром, со хипотонија на телесната содржина се прави и рутински оваа метода, токму заради тоа што дава 24 часа пресек. Вие кога ќе направите гастроскопија на возрасен, гледате дали во моментот има рефлукс и дали има оштетување на езофагусот како последица на рефлуксот, односно хиперемија, дали е воспален езофагусот, кај дечињата заради тоа што рефлуксот не е 90% не е кисел, туку е мешан или слабо кисел, не може да го диагностицирате рефлукс само со пехаметрија. Се извинувам, само со гастроскопија. Затоа метода на избор кај нив е пехаметријата. Значи, овие се сите предности кои ви помагаат да диагностицирате дали се работи за гастроезофагијална рефлуксна болест кај дечиња.
Аџибатем Систина веќе долго време ја применува ова диагностика. Спомнавте дека често пати имате пациенти кои доаѓаат, се жалат дека можеби и се диагностицирале со друг здравствен проблем, меѓутоа проблемот е сосема друг, се работи за некое друго заболување. Дали можеби им препорачувате на сите тие кои веќе ги имат овие симптоми, кои веќе ги почувствуваат симптомите на гастроезофагеален рефлукс, да дојдат и еве пример да исклучуваат или да потврдуваат дали се работи за ово заболување? А всушност ние во Аџибатем Систина имаме ова најнова софтверско решение, најновиот апарат со пихаметрија 24 часовна со од пред 2 до 3 месеца. Често знаат да дојдат дечиња и за консултација, затоа што не сакаме никогаш да ги изложуваме на нешто што не им е потребно. Значи, секогаш одиме чекор по чекор, степ бај степ, исклучуваме, да не е храната, да ставаме погуст оброк, даваме совети, го викаме на контрола детенцето за недела, за 2. Ако гледаме дека навистина немаме подобрување со ние класични методи, тогаш одиме кон правење на 24 часовна пихаметрија. Исто така можеме да правиме кај поголемите, кога некој друг наш колега комплетно исклучил како можен фактор се од неговата бранша, да речеме од пулмологијата, па ни го препраќа веќе пациент кој што уште само 24 часовна пихаметрија треба да му се направи. Кои се подготовките што еден пациент треба да ги направи пред да дојде кај вас за оваа процедура? Дали има некакви посебни подготовки? Нема никакви посебни подготовки. Всушност таа процедура звучи многу така, како да кажам, страшно, воопшто не е страшна. Па можеби пациентите не се запознаени се уште. Кога ќе го видат делот, кога ќе ги поминат тие 15-20 минути, половина час, кога ќе му објасниме, сосема нормално понатаму го поминуваат денот. Всушност, целта на методата е да регистрира рефлукси во нормалното функционирање на детенцето. Ако тоа детенце јаде млечни оброци, зема некакви лекови, треба да продолжи да ги зема тие лекови. Само се бележи во дневникот кога јадел, кога спиел, кога се дадени лековите, кога е во исправена, кога е во легната состојба, кога тие симптоми на кои што се повикуваат, се случуваат. Единствено нешто што не треба да се прави е да се нормално бањаат со апаратот за да не го расипат или да не джвакаат мастика за да не ги уништат тие импедансин канали, тврди бомбони да не лишат. Не се препорачува пиење на газирани пијалоци, иако и во другата и кај здравите дечиња не препорачува пиење на газирани пијалоци. За време на изведувањето на оваа диагностичка процедура се лежи во болница, се тие неколку часа дур ги добиете резултатите. Колку време е потребно за да дознаеме дали се потврдува диагнозата или се исклучува? Процедурата се изведе од 24 часа, токму заради тоа за да имаме репрезентативен примерок. Ако ние правиме помалку од 16 часа, се смета дека недоволно долго било снимањето за да донесеме заклучок. Значи, ние во тек на едно деноноќе може да имаме 15-20 рефлуксни епизоди. Тоа зависи од нашата позиција, од храната и така натаму. Токму затоа се изведува минимум 18 од 24 часа. Заради возраста на дечињата и загриженоста на родителите и нели управување сепак е страв, преферираме да се прави во болничка установа. Во случај таа сондичка да се извади од страна на детето, ако е немирно повторно да ја ставиме, ако имаат некои прашања, ако се загрижени, да бидеме тука да им помогнеме да ги упатиме. Ние ја ставаме, ги правиме тие технички работи што треба да ги направиме, потоа ги обичуваме и остануваме тимот од сестра и јас неколку сати за да се опушта, за да види дека навистина не прави никаков проблем при јадењето оброк, при спиењето. Така да од тој аспект го правиме болничко лекување за да бидеме сигурни дека сме го направиле снимањето како што треба, да имаме репрезентативен пример за да донесеме одлука за диагноза. Што понатаму доколку се потврдува диагнозата? Се потврдува дека се работи за гастроезофагеална рефлуксна болест, како оди понатаму третманот? Третманот понатаму е во зависност од тоа какви резултати ќе најдеме.
Овој апарат дава асоцираност на симптомите со рефлуксот. Ние може да имаме рефлукс, меѓутоа тој да не биде патолошки, да не биде асоциран со симптомите, да речеме, на кашлица и повраќање, што ги кажуваат родителите. Тогаш ништо посебно нема да менуваме во рутината, ќе бараме друга причина за нивните симптоми. Меѓутоа, ако е кисел рефлуксот, даваме препарати што ја супримираат киселината во желудникот. Во случај да рефлуксот се случува кога детето е во исправена положба, ќе советуваме поголема вертикализација исхрана во седната положба за да направиме волумен како бафер за да немаме рефлукс. Всушност апаратот ни дава упатствие како да ја персонализираме терапијата. Да, се повеќе оди медицината кон персонализирана медицина. Да не даваме лекови, зашто секакво давање на лекови кај дечиња, значи секој лек има и бенефити, но има и несакани дејства. Само да даваме таму каде нешто не се потребни и тие што навистина не се потребни. Кај рефлуксните епизоди што не се кисели, нема логика да даваме супресори на киселина. Тогаш даваме храна која што е згусната, даваме натриум, малгина, даваме повеќе пробиотици, менуваме режимот на исхрана, разговараме со родителите како јаде, што јаде и така. Со тоа што вие ни го кажавте досега, разбравме дека многу е важна исхраната во третманот на ова заболување. Дали доколку се дијагностицираме со гастроезофагијална рефлуксна болест, треба целосно да исклучиме некој вид на исхрана? Се препорачува ако навистина има рефлуксна болест која е во возрастната група на дечиња, значи да не се јаде премногу чоколадо, не лути и зачинати храни, да не се јаде пеперминт, цитрусни овошјја да не се јадат и доматни сосови помалку да се јадат. Секако фастфуд кај сите други дечиња не. Сега кај малата возрастна група ние имаме гајдлајнс, односно патствија. Не веднаш одиме на терапија. Прво матичните лекари пробуваат со згусната формула 2 до 3 месеци, ако детето се храни со млечна формула. Па со позиционирање, со погошти каши. Можеме да дадеме и 2 недели пробна терапија, но ако немаме подобрување, дури тогаш ги правиме анализите и менуваме нешто навистина сериозно. Дали има некој вид на исхрана која вие ја препорачувате и ни прави многу добро за нашиот стомак и нашиот желудник? Од времето има една изрека, ние сме тоа што јадеме, нели? Да, и многу е точно. Така, многу е точно, затоа што и се повеќе е докажано дека цревниот микробиом влијае понатаму за превенција на болести, за во имуниот систем и така натаму. Секогаш форсираме доење заради давање на имунитет на мајката, нели сите оние бенефити што ги носат доењето, никогаш детенцето не го тргаме од доење. Ако имаме проблем и навистина доењето ради консистенцијата на млекото е поретка, нели како млеко, тогаш можеме да дадеме згуснувачи на млеко за мајчино млеко. Ако детенцето е на млечна формула која што е обична, за единица или двојка адаптирана за дечиња, ги префрламе на адаптирана формула што има антирефлуксни својства. Секогаш понатаму како што растат советуваме здрава исхрана, домашно приготвена од неколку типа на намирници. Тоа се зеленчук, овошје, јајца, месо и житарки, свежо направено во сите бои за да на житото, за да ги внесеме сите минерали и секако пробиотиците да не ги заборавиме. Имаме пробиотици што ги даваме на децата во форма на капки, имаме природни пробиотици и да не забораваме да не се фокусираме само до 2 до 3 години дечињата да не јадат добро, туку да продолжиме понатаму со истиот режим на исхрана здрава. Би сакала да оставиме малку повеќе на две точки, на пробиотиците и на мајчиното млеко, доењето. Уште еднаш дали може да ни објасните на нас, но и на сите тие мајки што не гледаат во моментот, зошто е толку важно да ги дојат нивните деца? Еве, токму за ова заболување, може придобивките кои ги имат мајките од доењето во превенција на гастроезофагијална рефлуксна болест? Во превенција нема толку, меѓутоа ние детето не го гледаме само низ призма на една болест. Значи тоа треба да порасне и да биде здрава индивидуа. Доењето има безброј добри својства, еве да ги напоменеме
кратко. Со доењето се придава комплетно имунитетот на мајката, односно се што поминала како инфекција, готов имунитет кај дечињата. Најлесно сварливо е, најдобро адаптирано е за цревата, односно се што ќе се истица може добро да се абсорбира. Тие дечиња е докажано дека имаат помалку се болни понатаму, посмирен е се актот на голтање дава и актот на доење дава и една психолошка димензија, допир на тело на мајката и детето и хормоните, нели, лачење, баланс. Тие дечиња што се доени имаат поквалитетен микробиом од дечињата кои што не се доени. Сега постојат навистина формули се послични скоро до мајчиното млеко, но никогаш не можеме во индустријата да направиме нешто така совршено како што е мајчиното млеко. Апсолутно. И пробиотиците знаеме дека се многу важни. Обично во зимно време децата многу често пијат антибиотици. Зошто е важно и пробиотиците да бидат дел од нашата исхрана? Пробиотиците треба да ја балансираат цревната микрофлора и да го балансираат цревниот микробиом. Сега се повеќе постојат истражувања дека цревниот микробиом влијае на оската на централниот нервен систем, gut-brain axis, така да тие дечиња што имаат балансирани микробиоми се многу посмирени, не толку плачат, немаат толку грчеви. Навистина во Македонија веќе имаме неколку години поред кампања за како да кажам, за рационална употреба на антибиотиците. Не секогаш треба да дадеме антибиотик. Секој антибиотик влијае негативно на цревната флора, па треба да дадеме пробиотик во растојание минимум 2 часа или пред или 2 часа после антибиотската терапија. А да не заборавиме природно да ги внесуваме исто така пробиотиците. Преку нашата исхрана. Доктор Никчевска, често пати секое заболување носи своји компликации. Да се навратиме на гастроезофагијалната рефлуксна болест, дали може да се појават некакви компликации за здравјето на децата, доколку се диагностицирани со ова заболување? Така. Гастроезофагијалната рефлуксна болест прави различни компликации во однос на возрастните групи. Кога се малечки, поради големиот изнес на храна и калориски градивни супстанции, тие дечиња не напредуваат доволно во телесна тежина, се подхранети, се анемични и сите хранливи материи им недостасуваат. Потоа може да прави хронични кашлици, астми, често прават тешки дишења, чести инфекции, често се на лекар. Колку повеќе трае рефлуксната состојба, односно болеста, така и на езофагусот има промени, па има езофагити, печење, повраќање, никогаш и содржина со крв, анемизирање. Ако оваа состојба долго трае, може да се јави приканцерозна состојба. Сепак во детската возраст тоа е многу ретко, но може да кажеме дека хроничното изложување на рефлукс на езофагусот доаѓа до преканцерозна состојба во повозрастната група, така наречена Беретов езофагус. Ако е киселински рефлуксот, нели го оштетува, го гори практично езофагусот, настануваат структури, стеснувања и така. Доколку се еднаш диагностицирани со ова заболување, колку често доаѓаат на контроли? Како треба да си го следат? Дали тоа значи дека хронично се си го носат овој здравствен проблем или може да се третира и да бидат потполно здрави? Па генерално доброто е тоа што кај дечињата може да се третира и очекуваме подобрување барем кој 80% од дечињата. Со самото растење висински се очекува нели дигестивната цевка да се извиси, рефлуксот да се намали. Даваме превентивна терапија во трајање од најмалку 3 до 6 месеци, а потоа го следиме. Можеме да правиме контролна пехаметрија да видиме дали сме постигнале подобрување во однос на претходниот наод што сме го добиле на пехаметријата во однос на бројот на рефлуксните епизоди и составот на рефлуксните епизоди. И секогаш гледаме таа терапија да биде минимална. Се тоа е индивидуално. Ако добиеме подобрување за 6 месеци, постепено ја тргаме терапијата и продолжуваме со
нормална исхрана, нели, и здравје. Но треба да дојдат на редовни контроли за да си го следат здравјето. Да, редовни контроли се всушност за се треба. И за растењето, и за напредувањето, и за тежина, висина, за кичмата, за храната и така. Да. И за сите тие што се плашат од гастроскопијата и можеби им е незгодна диагностичка процедура, постои нова диагностичка процедура што ја имате во Аџибадем Систина, како што е 24 часовната пехаметрија. Така, таа се преферира да е златен стандард за диагноза на рефлукс, односно рефлуксна болест во детската возраст. Сепак во одреден број на случаи кога имаме потреба и за гастроскопија, никогаш не ја избегнуваме, но имаме друго подрешје за употреба кај децата, кај возрастните почеста правењето на гастроскопија. Меѓутоа, кај дечињата би можело да дојдат еве на ова малце лесна диагностичка процедура која може да се изведе на полесен начин. Така, да, ова е попријатна и повеќе дава информации што се неопходни за детската возраст. Дали почнат да ја прифаќаат пациентите кога се јавуваат кај вас на контрола ова диагностика или се уште не се доволно информирани? Не, тие гледаат, секогаш се информирани. Нашите пациенти секогаш знаат и да прочитаат и на страната на Аџибадем Систина и претходно матичните ги спремаат, па читаат и на интернет и така. Ќе дојдат малце позагрижени затоа што тие сликички на пехаметрија им изгледаат малку чудно, нели, на нос тука има сондичка, па залепено фластерче, но кога ќе поразговараме, кога ќе видат, сваќаат дека навистина не е нешто страшно и добро генерално ја поднесува скоро сите. Да, доколку имаме точна диагноза, полесен е и третманот. Така, знаете како, се движиме во општество каде што често сакаме и да хипердиагностицираме. Да. Треба да бидеме свесни и реални. Што диагностицираме, секогаш треба да имаме за и против. Да не хипердиагностицираме и премногу лекуваме така, или без диагноза, а навистина ако треба да дадеме лекови што се соодветни, ама мораме да имаме диагностичка постапка. Веќе одамна е завршено времето на диагноза само на анамнеза и на физикален преглед. Мораме да имаме некаква опиплива диагностичка постапка. Доктор Никчевска, дојдовме до крајот на нашата емисија. Дали сакате некои последни пораки да ги упатите за сите тие што не гледат во овие моменти? Да ги поздравам гледачите на Алсат и да им кажам дека ако имаат вакви некои симптоми на рефлукс, слободно да дојдат на еден информативен разговор. Тоа не значи дека веднаш ќе правиме пехаметрија. Ако има потреба, ќе закажеме понатамо правење на 24 часовна пехаметрија, ако не ќе се консултираме и ќе дадеме насоки како да постапат родителите понатаму. Ви благодарам многу. Ништо, ви благодарам и јас на вас. Shikues të nderuar, ne ka që përmbyllim emisionin për sot. Mos harroni që pse keni shqetësime të tilla, të cilat i përmendi doktoresha në studio, lajmëroheni për një kontroll të thjeshtë në klinikën Aџibadem Sistina. Ne bashkë do rishemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru takofshim.